Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 3 до 9 ноември со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 134 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести Паркинзи на општина Центар. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие ПОЦИ СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, соопшти ПОЦ. Успешно е завршена акцијата 72 часа, информираа од јавното предпријатие Паркови и Зеленило. Оттаму велат дека работеле со сите расположиви капацитети, а активно за расчистување и уредување на јавните и зелени површини низ градот Скопје. Работејќи во 3 смени се спроведоа активности за собирање листја и хартија, чистење на садовите за одлагање на отпад, чистење на парковите и зеленилото на следните локации: Градски парк, Кејна река Вардар, плоштадот и паркот Жена Борец, булеварот Климент Охридски, булевар Мајка Тереза, улицата Кузман Јосифовски Питу, централно подрачје до железничка станица, кеј 13 ноември спроти Холидеј Ин и други. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информира дека експресно и квалитетно е завршен инфраструктурниот проект за трет влез во Радишани. Моето ветување за улицата Боро Кралевски е реализирано, вели Костовски. После неколку децении целосна реконструкција, соопшти првиот човек на општина Бутел, споделувајќи фотографии од терен. Градоначалникот на град Скопје Урце Ѓоргиевски денеска се сретна со заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Како што сподели Ѓоргиевски на социјалните мрежи, средбата со вице-премиерот била конструктивна и разговарале за заедничките проекти кои ќе ги реализираат, кои што ќе донесат вистински бенефит за сите жители на главниот град. Скопје го развиваме заедно. Главни теми на состанокот беа подобрувањето на транспортниот систем преку реализација на проектот Градски воз, набавката на нови еколошки автобуси за градскиот превоз, како и модернизацијата на инфраструктурата во Скопје. Министерот Николовски ја потенцираше силната заложба на владата за реализација на капитални инвестиции во главниот град, како темел на неговиот иден развој, напиша Ѓоргиевски на социјалните мрежи. Како што потенцира градоначалникот, заеднички со вице-премиерот заклучиле дека Скопје има потреба од нов план за трансформација на градскиот сообраќајен систем, кој ќе донесе поголема ефикасност, економичност и подобар квалитет на живот за граѓаните. Општина Аеродром доби донација од Израел ново детско игралиште. Денеска министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Моцунски заедно со амбасадорката на државата Израел Вивиен Ајзен и градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски присуствуваа на отворањето на новото детско игралиште, донација во чест на 30 години од воспоставувањето на дипломатските односи меѓу двете држави. Упатив искрена благодарност до владата и народот на Израел за континуираната поддршка и солидарност. Во изминатите 3 децении изградивме пријателски динамични односи, засновани на взаемно разбирање, почитување и поддршка со соработка во бројни области, истакна министерот Моцунски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно